Иако ја поддржуваат граѓанската иницијатива Тетово да добие градски парк, сепак тетовските советници гледаат проблеми за нејзина реализација. Според председателот на Советот Бесар Дурмиши, проблем представува експроприацијата на приватното земјиште, кое се наоѓа на урбанистичките блокови кои иницијативата ги предлага да се пренаменат во намена Д, тоест зеленила. Ова иницијатива добра како иницијатива, ние ќе го поддржуваме, но овие места, например Шикелак, Монопол, сите се беа места на државно нивно и се продадени на приватни инвеститори, да. И додека ние да се спремнеме да влегуваме во експроприација за да направиме еден парк, голем парк, тоа ќе не земе, да кажеме, 30-40 години да направиме експроприација. Ова треба како иницијатива ние до крај ќе го поддржуваме. Сите места каде што се во имотниот лист излега дека се во собственост на општина Тетово, ние заедно ќе ги правиме паркови. Но тие места каде што се во приватни инвеститори, таму многу е тешко да се направи парк, пошто знаеме дека многу проблеми, финансиски проблеми има општината, знаеме како отиде во процесот за експроприацијата, зема многу време. Независниот советник Хамди Сулемани, кој е председател на Комисијата за урбанизам, вели дека ова е една од најдобрите иницијативи во градот и додава дека тоа е долготраен процес поради имотно-правните односи, поради што треба поддршка и од централната власт. Ја поздравувам иницијативата, секако дека ние ќе даваме поддршка, но заеднички ќе треба да седнеме сите чинители и со инвеститорите кои што се потенцијално, и со општината, и со урбанизам и со Министерството за транспорт и врски, која ден денеска го прави најголемиот проблем за решавање на генерален урбанистички план во градот, за деталните урбанистички планови, па потоа треба да се види како тоа може да се решава етапно, фазно, и тоа е една од најдобрите работи што ќе му остануваат на градот и во историјата на градот. Од иницијативата велат дека делумно ги разочарува што во очите на советниците повеќе доминираат пречките и изговорите, но сметаат дека нивната поддршка да се продолжи кон соработка со цел реализација остава простор за успех. За дел од нашите ставови не наидуваме на разбирање од советниците, сепак постигнавме согласност следниот период да продолжат ваквите средби и во тоа светло ние изразуваме надеж дека сепак на крајот колку и да е тврд оревот ќе омекне и дека ова апсолутна вистина, дека законот дозволува на општината да го употреби своето законски утврдено право, своето силно оружје, тоа е да утврди урбанистичка намена за парк која ќе спречи изградба на згради на овој предложен потек, дека ќе стане вистина и како што ќе соработуваме следниот период, ние ќе бидеме цело време конструктивни и отворени за соработка и за долг период. Ние имаме доволно мотив, црпиме. Мотивот ни е поддршката од огромен број од граѓаните од овој град и од стручната јавност. Иницијативата Тетово сака парк, граѓанскиот предлог подпишан од над 60 интелектуалци до општината го поднесе на 21 февруари, додека истиот го поддржаа и над 3000 граѓани на онлайн петиција. Бараат да се направи вистински парк во градот познат по аерозагадувањето и градежната експанзија, затоа што сега има 0,2 метри парковска површина по жител, а според Светската здравствена организација треба да бидат 9 метри квадратни по жител.